Денеска во склоп на агендата која што имаме заедно со вице-премиерот Ставревски низ Струмица, имаме средба со градежните сопствениците на градежните предпријатија во Струмица и дел од луѓето кои што се од како прима секундарни гранки од градежниот бизнис, значи занаетчи кои што се дел од целото градежништво. Целта на оваа средба која што имаме со градежниците е пред се да им се заблагодариме затоа што во времето на најголемата криза bruto домашниот производ не падна онака како што сите предвидуваа, благодарение на градежниците, благодарение на инвестициите кои што ги имаше владата на Република Македонија, дали преку буџетски средства, дали преку одредени заеми од Светска банка, Европската банка за обнова и развој, и благодарение на градежништвото кој има двоцифрен пораст во секоја година наназад, успеавме и македонската економија да ја стабилизираме и напротив наместо пад да имаме пораст со одреден процент. Исто така сакаме да ги запознаеме градежниците во врска со сите проекти, инфраструктурни проекти од нивната област кои што се предвидени во програмата на ВМРО ДПМНЕ за следните парламентарни избори. Исто така е да вице-премиерот Ставревски даде образложение дека 360 милиони евра секоја година се предвидуваат за инвестиции во градежништвото како буџетски средства, плюс средствата кои што доаѓаат од различни заеми или преку различни програми за локален и економски развој. За Струмица што е најважно? Најважно за Струмица е дека ќе имаме изградба на спортски објекти во кои ќе бидат сигурно вклучени градежни компании од Струмица. Имаме изградба на неколку регионални и магистрални патни правци, кои што исто така нашите фирми овде од Струмица треба да земат одредено учество. Имаме доградба на новото крило на болницата, кое што ќе чини некаде околу 3,5 милиони евра и е предвидено да се реализира во следните 2 години и низ за број на други инфраструктурни објекти кои што ќе бидат финансирани од страна на владата на Република Македонија, а во која треба да земат учество нашите градежни компании од Струмица.